Новата афера за господинот Мицкоски, кој што беше фотографиран со еден таков лик, веројатно многу на фин. На български мафиот. Не, многу фин е тој, български пич. Ај пушти го да видиме. Абе, Midnight Talk, ја не би сакал да ја викам така, ама денес со имиња не би требало, затоа така користиме псевдоними. Еве, тој е овој човекот лево, за кој што некои луѓе кај нас збореа дека се занимава со други работи, авиони летаат од тука таму, носат тревки, чаеви и така натаму. Тој е Драган Ковачки. Десно е, Драган. Лево од Мицкоски е господин Драган Ковачки, кој што практично... Ти гледаш од нивна перспектива. Од нивна нормално е, секој таму у нивните чизми, да видам колку е тешко или колку е лесно, например. Таму само има многу пари се на оваа слика. Тука ли се милиони? Па во средина е господинот Мицкоски и скроз... Чекај, кој е Мицкоски? Па, прво ми залича овој што е насликава скроз десно, ама не, уствари бил овој со... Ја мислев да не е до женава со црна ружа, тоа рачето малку што се гледа, тоа да не е Мицкоски. Не, ја мислев... Не, надвор во од сликата. централно сликата е. Централно во сликата е нормално господинот Мицкоски, ова лево е Мајбах, Мерцедес, GLS, Мајбах, а ова е господинот бизнисмен од... Ја мислев него од Холивуд Български глумец дека е. мафиот. Го гледам вака со кошулче, со блузичка, мислев некој од Холивуд, на Том Круз ми залече, искрено. Само со ночари. Некој искоментира Мицко добра груда, не е од вежбање таа. Од други не се заебаете со медицински диагнози. Ај Милош, ја да елаборирај, молим те. Прашува PG-13 Мицко какво прави тук? Ај се објасни. Ај се биди сериозен и објасни. Распродава. Ајде. Распродава, што А не е чека, стварно од распродадено. црна ружа има ли некоја символика? Па не, сега, не можам, Брат, ова е Пердув, не е Ружа. Ајде, брат. не можам да А Пердув, дефинирам. Да. Аха, да. Значи, Нешто да не е некој илуминати нешто, оно, за тоа прашувам. овој во белото сако на фотографијата е Николај Валканов. Значи се работи за член на борд на директори на компанијата многу позната во Македонија, Мултигруп. Таа компанија во Македонија не е позната подобро. Позната е што постоеше сериозен сомнеж во тоа време дека е вмешана во атентатот на првиот македонски председател, значи председател на независна Македонија, Киро Глигоров. Сега, оваа компанија има и друга историја, например, сопственикот на Мултигруп Илија Павлов на Википедија го пишува како български мафиот, спортист, бизнисмен, дарител и масон. Али прво е български мафиот. Пушти ја таа слика. Ова е првиот собственик на компанијата во која што Николај Валканов е во членот на во бордот на директори. Илија Павлов е убиен, во фирмата го наследува Николај Валканов. Тоа пишува български мафиот. Български мафиот. Славка Неденова, сестра на убиениот бугарски тајкун Илија Павлов и незиниот 8-годишен син се убиени Исто во така Дейл се Сити, убиени, да. Вирџинија. Значи комплетно ги избришале Да, сите. таму нема, вели, there has been no information of whether their Дали е murder might поврзано? be related. Нема информации дали убиството е поврзано на некој начин со Илија Павлов. Илија Павлов е роден на 6 август 1960, дипломирал на на Националната академија за спорт во Бугарија, исто така студирал новинарство и бизнис администрација во Соединетите Американски држави. Илија Павлов е еден од иницијаторите на бизнис клубот Возраждање во раните 90-ти ја основа и компанијата наречена Мултигруп. Неговата сопруга Дарина Павлова била е поставена за председател на неговата агенција Мега Талент. По 14 години во бизнисот
тој вработува десетици илјади луѓе во Бугарија и надвор од Бугарија. Иницијалниот дел од неговиот капитал го стекнува во раните 90. Илија Павлов е рангиран 8 како Од 25 милиардери. осми најбогат милиардер во Централна и Источна Европа со вредност од 1,5 милиарди долари од страна на полскиот магазин Прост во ноември 2002. Што би било денеска еквивалент на некои 6-7 милиарди евра. Да. Иначе овој кој што е на фотографијата, врати уште еднашка на Мицкоски фотографијата. Значи Волканов му бил десна рака на Илија Павлов, за кој што читавме до сега, и е наследник на неговиот бизнис. Бугарските колеги пишуваат за многу контраверзи поврзани со него, но што е многу интересно, овој човек најблизок моментално на политичката сцена човек до него е бугарскиот председател Румен Радев, кој што не пропушта шанса да го негира постоењето на македонци, на македонски јазик и така натаму, а оние постојат сериозни сомнежи дека Радев е продолжена рака на руската држава, Руската федерација тука на Балканот. Инаку овој господин со кој што разменуваат пријателски зборови Мицкоски, со кој што и како се каже Драган Ковачки е бил десетици пати повикуван во бугарското обвинителство, има десетици скандали кои што можете слободно ги побарате на интернет поврзани со него, така да е човек кој што не го бие добар глас во соседството. Сега, што е најбитно и зашто е важен овој текст и овие фотографии, се сеќавате дека пред неколку недели пуштивме тука во емисија еден исечок од Маријан Ѓорчев, кој што во студио на телевизија 24 кажува дека нема проблем да влезат бугарите во уставот и вели дека Зоран Заев главната грешка која што ја направил во врска со преговорите со Бугарија и во спорот со Бугарија е што на бугарите не им дозволил да влезе бугарски капитал во Македонија. Чекам да се Злате Побовски, чекај Волканов да не живее дека куќа на Карши Гиго. Не, Зур. На Кешо да не е таа. Добра, ајде ми говори Злате. Да. Сега. Маријан Ѓорчев во тој интервју го споменува Волканов и кажува дека на него треба да му се продаат македонски компании. Во таа изјава на Маријан Ѓорчев се споменува Фени, се споменува Комерцијална банка, се споменува Телеком. Режи, ако сакаш, пушти го видеото од Маријан Ѓорчев да слушнат гледачите со своји уши за што станува збор. Што ние сгрешивме со Бугарија? Зошто Заев и Димитров сгрешија? Едно е да терате политика, а друго е вие, јас бев во Софија, друго е вие да направите економски подем, ако влезеше во Комерцијална банка, имаше проект да влезе одредени бугарски акционери во Комерцијална банка, да влезе Волканов во Фени, да влезат во Телеком одредени бугарски компании, токму тоа што ние го правевме во времето кога ВМРО ДПМН практикуваше власта од 1998-2002, кога го отворивме пазарот на инвестиции во Македонија и влегоа големи компании во нашата држава. Тоа, за жал, не се реализираше, не знам од кои причини, а ако се отвореше таа економска врска, ако почнеше да влегува бугарски капитал во Македонија, што треба Фени, Телеком, Комерцијална, то све да даеме ние на бугарите по можност на овој на Волканов. Ама гледаш, значи он точно знае дека Волканов е во комуникација со Мицко. И произлегува од оваа изјава дека он точно знае дека некои операции се вртат, може и се договараат операции за после избори, доколку нели се преземе власта од Мицко, што треба да им даде за да им се одолжи и веројатно заради тоа се сега заедно за да извршат притисок врз вработените во родниците да гласаат за Мицко.
Нели тоа е муабетот што го слушам. Да, ама прашањето е што Мицковски му ветил на овој. Па еве, кажа Маријан Ѓорчев кажа. Еве ти кажува јавно. Добро, Го именува по име и презиме и кажува кои субјекти треба му се дадат. што е пострашно? Да влезат бугарите во устав или да го продадеме Телеком, Абе, да Телеком. го продадеме А зашо комерцијална банка да, да ја Телеком продадеме е на продаден, бугарите? Па 80% од платниот од македонскиот платен промет поминува преку комерцијална банка. Комерцијална банка да не е, Македонија ќе нема стабилна економија, ќе нема стабилна монетарна економија. Значи ние можеме што сакаме да кажеме за комерцијална банка, да не е комерцијална банка стабилна каква што е, комерцијална ќе немаме банкноти, ќе немаме пари. Значи комерцијална банка ти извини Филип, платниот промет ние секој ден што плаќаме сметки, ти реков ми рече, од тоа нели плаќаш провизии 10 денари, 5 денари, 15, 20, 30, 50 ќе одат у Бугарија, во бугарската економија. А не пак назад кај народот. Стај молим те. Па сега овие луѓе се бореле против бугаризација. Сакаат они, како се вика, сакаат банки, нека си отворат. Веќе нема лиценци за банки, не се даваат, имаат банки помали, нека си ги земат. Нема, дали значи ова вака составања изјавата на Ѓорчев и овие фотографии на Мицко со истиот човек кој што Ѓорчев го спомнува. Дали тоа значи дека борбата против бугарите во уставот беше фарса? Апсолутно. Дали тоа значи дека 2 години он уствари Мицко преговара како тоа подобро да го наплати промената на уставот? Затоа што они едно зборат, а друго прават. Ова сега што се покажува како изјава на Ѓорчев и фотографиите на Мицко индицира дека они имаат солидно разработена план, идеја, шема како после изборите, доколку ја земат власта, што кој треба да заземе, да приватизира и кој на кога што треба да даде, и дека патриотизмот во наводници беше само фарса за членството. Поголем антипатриотизам и поголем бугаризам од давање на комерцијална банка на бугарската држава или на бугарски бизнисмени нема. На македонски Телеком? Ама Значи, како остава ќе треба. дадат? Како ќе дадат? Ај пушти го пак Маријан Ѓорчев да слушне. Така. Ајде. Што ние сгрешивме со Бугарија? Зошто Заев и Димитров сгрешија? Едно е да терате политика, а друго е вие, јас бев во Софија, друго е вие да направите економски подем, ако влезеше во комерцијална банка, имаше проект да влезе одредени бугарски акционери во комерцијална банка, да влезе Валканов во ФЕНИ, да влезат во Телеком одредени бугарски компании, токму тоа што ние го правевме во времето кога ВМРО ДПМН практикуваше власта од 1998-2002, кога го отворивме пазарот на инвестиции во Македонија и влегоа големи компании во нашата држава. Тоа, за жал, не се реализираше, не знам од кои причини, а ако се отвореше таа економска врска, ако почнеше да влегува бугарски капитал во Македонија, што Кој ми напишав дека не еве го што кажа овој PG-13. PG-13 рече Ѓорчев кажа дека бугарите Ѓорчев кажа дека бугарите треба да влезат со капитал во банките. Да, влегување со капитал во банките значи следно, влагаш како акционер, тоа е капиталот, И после контролираш банката. влегуваш внатре, купуваш акции, бидејќи овој е милиардер, може да купи колку сака акции, колку што се во емисија, може да ги купи, а може и непосредно договор да се купи акции, не на берза, ќе купи огромен дел од акциите, купи 30%, пример, 30% од дивидендата која што се дели сега на домашни акционери ќе се дели во Бугарија, од дивидендата. Дивидендата се распределува од профитот на банката. Профитот на банката се прави од плаќањето на провизии за различни трансакции, значи сметки, плаќање, пошта, ти реков ми рече. Така е влагање со капитал. Дивидендата од тука ќе ја носат у Бугарија. А се продава ли банката бе? Што е мојавето? Не се продава банката, значи, ама банката е АД и сега Значи да прават обид за hostile takeover, така? Да. Купуваат акции за да ја преземат. Ама тоа проба и други да го направат, па не успеа да го надмунат. Тогаш кога проба Хари е да го малку направат- ербаб, знаеш. Не Хари. Хари е ербаб,
ама тогаш неколку македонски бизнисмени успеа да издржат и да ја спасат. Абе, види, реално да премаме. Тогаш имаше неколку бизнисмени, мислам дека меѓу кои што Чифлиганец, Фатмир, не знам кој беше друг таму, Харин со неговите акции и така натаму, они не дозволија да се дадат акциите за да ги купи исто, Мултигруп сака да купуваат. Мултигруп не постои. Постојат сега некоја друга наследници на Мултигруп. Не, има една друга фирма, не ми текнува моментов како се викаше, ама се овие. Сакаат да влезат они да купат, ама Ај се уште нешто те прашам. Како сега Маријан Ѓорчев исто така го врзува у пакетот, освен комерцијална, како ја врзува Фени? Нели Фени приватно? Извини, не те слушам прашање. Значи, како ја врзува Фени? Овдека очигледно се работи за некој пакет кој што е од 5 милиарди евра нагоре. Како ја врзува Фени, пошто Маријан? Очигледно некој, мене ми делува вака, сега дозволи да кажам. Значи, мене ми делува како некој да му дал листа на Маријан Ѓорчев. Да. Банка сакам, Телеком сакам, Фени сакам и така натаму, рудници и така натаму. И сега ово искаче и рецитира. И сега како се врзува Фени у цела оваа игранка, пошто ја колку што знам Фени е на Илија Гечев, или се лажам? Не. Не ли е? Може да кажам, Вероника, може значи, да како- доцртам сликава. Ајде доцртај, зашто? Значи, Мислам на гледачите треба да Зоран го објасниме зашто Заев се работи. го потпишува договорот со Бугарија. 2019 Франција ни става француско вето заради реформи во Европска унија. После нели најавените реформи, промена на начинот. Извини, Мијакот кажува Фени е под стече, а газда на имотот е комерцијална. Така е. Па значи они сакаат со таа операција со комерцијална да дојдат и до Фени. Гледаш Така како е. паметно смислил Маријан Ѓорчев, како Така да е. дојдат до неколку Што е- милиарди што е позадината? со една операција. Проблемите со Бугарија не се појавуваат поради јазик, историја и Ради идентитет. Телекомот. Се појавуваат ради Телеком, комерцијална банка, Фени и уште неколку други поголеми инвестиции кои што бугарите сакаат да ги земат во Македонија. Људмил Бојко, така? Они го бараат тоа од Заев. Заев ниту сака, ниту може тоа да го испорача, пошто тоа не е негово. Бојко Борисов се лути и става 2019, крај на 2019 бугарско вето. Значи, приказната сите проблеми со Бугарија почнуваат тогаш. Оваа слика кажува многу. Овој Валканов е изврзан со русите 100%. Драган Ковачки не можеше да добие НАТО сертификат и не можеше да стане министер за внатрешни работи. Добро. Значи ова е нималку наивно, ова кој што го кажуваме тука во студиото. Мицкоски оди по амбасадите и вели ние сме договорени со Бојко, ќе го решиме проблемот после избори. Ќе подкрепиме. Сишкото ще подкрепиме, ќе го решиме овакво проблемот со Бугарија после избори. Добро. Проблемот со Бугарија он планира да го реши преку овој Валканов. Еве, но прашање. Само да додам уште нешто. Тоа е под претпоставка дека Бојко Борисов ќе ги доби изборите у Бугарија. Дури и да го даде све ова, што е многу повише од внесувањето на бугарите во устав, тоа е под претпоставка дека Бојко ќе победи на следните избори, анкетите така не викаат у Бугарија. ДДБ на која е стопанска? Грчка е стопанска, Халк или НЛБ? Халк е турска, а НЛБ е словенечка. Сите тие заедно немаат вкупен обрт колку комерцијална. Значи, комерцијална е банка со капитал наш, македонски, со народни пари, со нашите пари, со парите на народот. Највеќе капитал од македонските граѓани има во комерцијална банка. И сега ако дозволиме таму да влезат бугари, онда што скокавме за Чеберен што ќе влезат грци. Да. Дај све да дадеме, а? Што скокавме онда? По оваа логика на ДДББ и на не знам кој приватно било што ќе прават. Даде, не е приватно. Не е приватно, има интерес тука. Државен интерес има стратешки национален, интерес. стратешки. Народов, огромен дел, најголем дел од народов има депозити, сметки и така натаму, плата зимаат од комерцијална банка. Па види, комерцијална банка и овие поголеми банки се дел од КИП системот. Например, секоја транзакција у тој КИП систем, банките си ја наплаќаат. Тие пари што сега ги наплаќа комерцијална банка, кој што мислам дека има најголем удел у тој КИП систем, односно у трансакциите у македонска економија, наместо да завршат у македонската економија, ќе одат во бугарската економија. Дополнително,
Францускиот предлог. Хари Костов, извини, Хари Костов не е газда. Хари Костов е генерален директор. И можеме да збориме све за Хари Костов. Дека ја одржал Комерцијална банка стабилна. Значи, никој не може да каже дека не е така. А, шо правил, како правил, тоа не навлагам. Тоа е друга тема. Ама дека е одржал Комерцијална банка стабилна, е одржал. Еве, денес да ви каже некој колку имате 2 милиона евра, кај ќе ги ставите? У која банка ќе ги ставите? Еве, од вас тргнете од себе си. У која банка ви е најсигурна? Кај ќе ги ставите парите? Халке Турска. Да имам 2 милиона, не ме гледаш више никад тука. Еј, Малку се. Комерцијална е на СДС, тука лежи зајакот. Злате, комерцијална не е на СДСМ, комерцијална е акционерско друштво во кое што најголем дел од акциите ги имаат македонски граѓани. Значи државјани на Република Македонија, кои што за дивидендата што ја зимаат, тука си плаќаат данок и тука ги трошат парите. На македонски акционери, не е на СДСМ. А иначе најголем кредит има земено од политичките партии, има земено во МРДПМН. МРДПМН е дужи на Комерцијална банка им куп пари. 14 милиони евра, мислам дека. Да. Така да Се, што е проблемот? Пошто не можеше Бојко Борисов да го држи тоа објаснување дека бара нешто што е во приватна собственост во Македонија, за да се даде подршка за интеграција на Македонија во Европската унија, се префрли и се дигнаа темите со историските прашања, со јазикот, постоењето на македонската нација и така натаму, и се крена од Захариева, кој што беше негов министер за надворешни, овој како се викаше бугарскиот председател Румен Радев, кој што е најблизок до овој Валканов, ја крена максимално темата. И што се случуваше? Се создаде и од македонска страна една еуфорија да се пренесуваат такви вести, да се пренесуваат секој ден на навредите, па зашто нема реакција од македонската држава, и почна играта. Сериозен сомнеш постои дека играта е договорена, затоа што ги гледате на сликата, немаат никаков проблем, ни едниот му пречи бугарскиот, ни на другиот македонскиот јазик. Тука не се разговарало сигурно за бугаризација на Македонија или не се разговарало против бугаризација на Македонија и така натаму. Сега, каде беше следниот чекор? Следниот чекор беше францускиот предлог. Францускиот предлог дојде како резултат на тоа што Европската унија и ниту една држава во Европската унија не можеше сериозно да ги разбере барањата на Бугарија. Затоа што ниеден не беше од нив спремен да стави во преговори на кандидат земја членка на кандидат членка за Европската унија да се стави јазик, историја, идентитет и така натаму. И се стави тоа барање кој што беше предложено лично од најдобриот другар на овој Валканов, тука на фотографијава Радев, од Румен Радев, беше ставено да се стават бугарите во устав. Значи, ние овде во оваа емисија устата пена ни фати дека постои сериозна договорка помеѓу длабоката држава у Македонија и длабоката држава во Бугарија за креирање проблем помеѓу двете држави и спречување на интеграцијата на Македонија во Европската унија. Која била причината? Дали е само бизнис кој што го договараат овие тука на сликава, или е, не знам, можеби интерес на некоја трета заинтересирана страна и држава? Не можам да кажам со сигурност, но знам со сигурност дека тие тензии помеѓу Македонија и Бугарија направија проблем во јужното крило на НАТО. Така кажа сите. ДДБ исто, кој купува најголемите фирми и куќи во Битола, за да речам, го берете гадето? Па не знам бе брат, кажи ја, немам таква информација да имам, ќе ја кажам. Сакаш да ти кажам? ДДБ, ај Јас ќе му кажам, Нефи гради у Битола, а кој му дава градежна дозвола? Општина Битола. А кој е градоначалник у општина Битола? Немојте. Све е бизнис. Ја ви реков на почетокот на емисијата. Најмногу ги интересира буџетот, 4 годишниот буџет на Република Македонија на избори. 20 милиарди евра. Тоа најмногу ги интересира. Ги интересираат и вакви сделки кај што може да влијаат, да влезе овој, да влезе оној. Тоа ги интересира. Друго ништо не ги интересира. Ете, Нефи беше мафијаш, криминалец, па Нефи го позлатија.
Кочо Енгюшев исто не чинеше, го позлатија. Стентонот, комуњарска фирма бил, го позлатија. Тоа е тоа. Немојте да зборите дека се борите за патриотизам и против бугаризација. Па пола од вас имате бугарски пасош, изборам од раководството на ВСМР, пола имаат бугарски фирми. Има и тамо едно множество кај што се поклопува, ама ова ви е сликата за ВСМР. Да видиме сега со освен овој човек кој што има сомнително кредо, да видиме со какви други луѓе се дружат функционерите на ВСМР, да подсетиме само. Да, пушти. Ги пуштим? Ово е Панче Тошковски лево, овој десно е Мајкл Солаков, инаку исто така замешан со истава екипа мултигруп на времето, 90-тите мултигруп тие. Инаку во Америка е осуден на затворска казна за трговија со дрога и за починува едно дете кое што транспортира дрога за него, амфетамини. Дете 21 годишно, го товарат у Бугарија, му ставаат амфетамину лонгетата, фейк лонгета, има некоја рана, се топи амфетаминот, влегува во крвото, го слетуваат у Америка на место детето, тогаш го собира. Солаков бега од Америка, бидејќи таму има некои проблеми со мафија, веројатно, барем според тоа што го знам, со албанската. Бега од таму, доаѓа тука, прави некоја си фантомска невладина организација за безбедност. Исто така со комисионирани, види, ќе бутнеш. Декомисионирани агенти на FBI и на Скотланд Јард, избркани заради тоа што имаат скандали зад себе. Тука, според информациите што ги имам јас, пробува преку различни канали, невладини организации и други здруженија на граѓани да врти дел од парите, да ги испере, да ги донесе тука, милионски суми се. И овдека е на средба со техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски. На средба срдечно се поздравуваат, пушти другата слика, дури на иста маса седат. Да. Кочо Димитровски сега ќе ти одговорам и на тебе. Еве ги тука е другата на маса, ете ги на иста маса седнати и така натаму. Тој е уцрното началник за стопански криминал, каде што веќе има пријава против Солаков, доставено на стопански криминал, УМВР не е процесирана, а тој скроз десно е директор за организиран криминал и нешто такво беше началник. Тие што треба да го гонат, практично тие со него на маса седат. Сега, Кочо Димитровски, ај пушти го сед документот, пресудата дали има таму. Па првата страница има една страница, пишува Федерал джури и така натаму. Ајде видам. Да. Ова е пресудата против него, Кочо Димитровски. Да, точно е дека татко му на Мајк е фатен, заедно со Мајк. Тој ја превзема поголемиот дел од вината и осуден на 138 години затвор, мислам, а 4 години е осуден Солаков. Мајкл. Ево дека како што може да се види од пресудата. Така да не се лажеме, Кочо Димитровски, ова е реалност, ова е пресудата на United States District Court, Middle District of Pennsylvania, Scranton, Criminal Docket for case тој и тој. Одамна било, тоа било пред 30 години. Disposition. Тој ден бил вистинска криминалка. The defendant Michael Solakov is hereby committed to the custody of the US Bureau of Prison to be imprisoned for a term of 33 месеци. Пресудата
гласи 33 месеци затвор за Солако. Обвинетиот има право да defendant is advised of his right to appeal, има право на жалба. The court recommends that the BOP designate the intensive confinement center at Louisburg, intensive confinement center, значи у затвор Луисбург го праќаат. Така да не се лажеме, не е тоа пред 30 години е осуден, да, татко му на Солаков тука во Македонија на 13 години затвор во Идризо. Тоа е пред 30 години. Потоа е во Америка исто така осуден. На 130. На 138. Пре. И сега што е? Сега има невладина за борба против дрога. Доброто искуство од прва рака има. Види. Ова, Алекс, ние не кажавме ништо за Комерцијална банка. Ние кажавме дека е во стечај и дека Комерцијална банка ги има, а потоа некој напишав дека ја не сум го знаел тоа, дека е продадена Комерцијална банка ги продал нивните делови во стечајната маса за 40 милиони евра, што е добро и ја земала некоја турска фирма која се вика Yildirim. Океј, со среќа нека им е. Ние не лажеме, ние само не. Ние Ние ти не кажавме сме били што информирани, изгаси го. Не, ние ти кажавме што кажа Маријан Ѓорчев. Ние ти кажавме што кажа Маријан Ѓорчев и ти пренесовме уживо изјава негова која што е кажал он. Значи ја го цитирам Маријан Ѓорчев. Ние тука го цитираме Маријан Ѓорчев. Ние гледаме неколку недели после изјавата на Маријан Ѓорчев фотографијата на Волканов со Мицкоски. Значи никој не лаже. Овде ти покажуваме све со докази. Ако стратешкиот партнер на Мицкоски најавува продажба на Фени, Комерцијална банка и Телеком, праше го него зашто да го збори, не прашај нас. Него јас имаше еден пророк ли кој беше, неколку пати го поставаа прашањето дали сум рекол јас дека ВМРО-ДПМН ја блокира Македонија со непромена на уставот. Ја блокира заради бизнис. Видовте сите дека ја блокира ради бизнис, затоа што тоа го кажа Маријан Ѓорчев. Ти го кажав ја. Видовте со кого е сликан Христијан Мицкоски. Луѓе кои што ти кажуваат 8 пати различен став по однос на едно прашање, односно ги менуваат условите пред јавноста, под кој услов би гласале за внесување на бугарите во устав, очигледно не може да го кажат, не може да ја кажат вистинската причина. Очигледно вистинската причина е кеш.